Ова е Методија Најчевски, раководител во работилницата по радиоаматерство. Господине Најчевски, во што се подразбира работата во работилницата на радиоаматерството? Па видите вака, радиоаматерството своевремено во Македонија беше доста јако. Сега нешто опадна, па затоа во детската амбасада тука направена една радиосекција со цел да децата па живнат преку тоа радиоаматерство. Радиоаматерството ќе има три подопсега во работа. Ќе има операторска секција, секако ќе се добијат радиостаници тука во склоп на детска амбасада. Значи мораме да научиме децата да работат со радиостаницата, иначе радиооператори. Втора постава ќе биде конструкторската секција, што и за тоа имаме проекат, колку ќе се оствари ќе видиме, али тоа ќе биде градба на мали градби, така детето да се запознава со најнови техники, или па ете мала постара техника, градба на мали уреđајчина, зуелка, монитори, нешто друго, такви мали приемници, па потоа да се направи сами своји уреди, нешто вака во склоп на овај радиолисичари, што викаме радиогониометри, инаку лисичари. Тоа е конструкторската. И имаме секција АРГ, аматерска радиогониометрија. Тоа е уствари откривање на сокриени радиостаници или популарно речени лисици. Тоа се одвива во терен и тоа е на техничка спортска дисциплина. Дали имате учебник или книга по која се раководите? Па, јас сум скоро од 47 година радиоаматер и доста имам моја литература и од други литератури користиме, така да практично тука имам направено скрипти мој за децата да бидат пристапни, за да може она што е потребно за на испитот да го положи, а натаму секој дете ќе се издига во самите секции, а и само себе ќе си дај стимул да дома работи, уместо да оди да шета, да речеме безпотребно, слободното време да ги искористи дома, да гради нешто, да работи, ете тоа е. Веќе колку време им ги доближувате на вашите членови тајните на радиоаматерството? Мислам вака, повторете го прашањето, не ве разбрав. Колку време веќе држите часови по радиоаматерство? Колку време работите вие и вашите членови овде радиоаматерство? Па од почетоков на годинава скоро почнавме, така да ќе одиме нешто малку поубрзано, али имаме една мала потешкотија, редовно се јавува принован членови, така да наместо да појдеме сега 16 букви, да бидат запознаени со 16 букви од меѓународната азбука, сега сме некаде кај 8 букви. Нешто тоа не кочит, а кочит и просторијата сама. Детска амбасада нема соодветна адекватна просторија за обука на телеграфија. Така да ќе бараме некој излез да има поќе и кој ќе се почне од денешка тој курс, па после другиот курс да почне вака со нови деца. Ви благодарам, господин Најчевски, ви посакувам многу среќа во работата. Еве да запрашаме еден од членовите што се има направено, нели што се има сработено на часовите по радиоаматерство. Кажи ни прво како се викаш? Дучиновски Дејан. На радиоаматерство втор пат како доаѓам, не сум запознаен многу со работата. Ги земаме секој час букви, по 4 букви од меѓународната азбука. И тоа. Добро, ако е малку повеќе запознен, кој доаѓа на овие часови, на овие предавања подолго време, еве, господинот Најчевски ни покажува кого може да го прашаме, ќе преминеме нели од другата страна и ќе го запрашаме малиот Маријан што се има научено на часовите по радиоаматерство. Маријан, како се презиваш? Арсовски. Што се имаш научено на овие часови? Па имам научено 12 букви. И учиме секоја сабота учиме нови и веќе сум член тука па 2 години. Зошто си заинтересиран за радиоаматерството? Што те влече во оваа работилница и што те исполнува на часовите по радиоаматерство? Па мене ми се допаѓа начинот на кој ние куцаме и тоа. Што ќе работите денес? Денес ќе земеме нови букви и еве ќе учиме за лисича, за лисици фаќа. Запознавање со уреѓајот, лов на лисици, тоа е
баш гонометар за откривање на тие радиостаници, ќе ги запознаеме како изгледа, како се припрема, така да покрај телеграфијата изучуваме и тоа, кој ќе поеме на терен подводно, некаде под ножјето на водно, да бидат спремни да го знаат лисичара во детали, што се вика, за да не се грешава многу таму. Дали до сега имате одено на терен, како што велите? Па, јас сум во Скопје од 70-та година и секоја година вадиме нови кадри гонометристи, но нормално во мојот радиоклуб Железничар имаме извајано доста гонометристи од Скопје, а нормално и кај што сум бил во Прилеп или било каде, тоа мене ми е во крвта влезено да вадам, да работам со деца, па до нивното скоро изучување ме радува што многу стануваат електроинженери што влегле во радиоклубот. Ви благодарам уште еднаш на вас, господин Најчевски, на членовите во работилницата по радиоаматерство.